Позитивен тренд во намалувањето на бројот на жртвите на трговија со луѓе е регистриран во Македонија во текот на 2014 во споредба со состојбите од претходната година. Сепак, ова не значи дека ваквата појава не треба да се следи и активно да се работи на понатамошно спречување на злоупотребата на основните човекови слободи и права, беше речено на работилницата што во Кочани ја организираше Заводот за социјални дејности од Скопје. Нејзина цел е да се работи на зајакнување на капацитетите на стручните работници во системот на социјална заштита, а во согласност со програмата за континуиран професионален развој што ја подготви Заводот. Конкретни податоци за трговијата со луѓе во текот на минатата година не беа соопштени, затоа што извештајот се уште е во подготовка, но на работилницата беше речено дека неопходно е да се води сметка за часовите за лиценцирање на социјалните работници. Извештајот за 2014 година се уште не е да готов, е изработен, класифициран според државјанство, пол и возраст, меѓутоа за 2013 можам да ви кажам дека имаме 15 жртви, од кои 9 малолетни и 6 полнолетни лица. По пол се сите жртви по пол биле, значи, од женски род и биле цел на трудова и сексуална експлоатација. Во 2013 беа 15, во 2014 година има намалување и се надеваме дека се повеќе ќе се намалува оваа бројка, бидејќи и самите знаете дека трговијата со луѓе е сериозна повреда или грубо кршење на основните човекови слободи и права. Карактеристично за изминатиот период е што голем број од жртвите на трговија со луѓе биле малолетнички, меѓу кои имало и странски државјанки. За сите нив биле обезбедени сместување и стручна помош и советување, како и специјализирани прегледи и соодветни лекарства. Ние како стручни работници од системот на социјална заштита работиме на препознавање на потенцијалните жртви на трговија со луѓе, што ние го нарекуваме идентификација, меѓутоа работиме во директна помош и заштита на самите жртви на трговија со луѓе, со посебен акцент на најранливата категорија на групи, а тоа се децата. На работилницата во Кочани присуствуваа стручните работници од центрите за социјална заштита од Кочани, Штип и останатите градови од источниот регион. Слични работни средби се планираат и во другите региони во државата, со цел што поцелосно и поуспешно да се исполнуваат стандардите во борбата против овој тежок облик на криминал.